Драги деца, денеска ќе ви ја раскажам приказната "Една пролет во една шума", што ја напиша Ахмет Хромаджич. Тоа беше неговата прва пролет. Тој уште не беше вид срнец, беше безгрижно мало срнче кое не се одвојуваше од мајка си. Спиеше кај неа, си играше во близината на незиниот поглед, скокаше крај неа кога одеше по планинските ливади полни со цвеќе и мека мирисна трева, или просто на прошетка. Има пријатно пребивалиште под крошната на една дива лоза и под отрените ѕидови на една стара и заборавена тврдина. Некогаш тука веројатно немало ни шума, бил гол рид и на ридот тврдина, од која борци на добри коњи и во тешки оклопи поаѓале во борби и околу која кој знае колку пати се воделе борби. Може би во една таква борба била разорена и запалена, но бидејќи тоа за нашата приказка не е ни малку важно, нема да испитуваме како се случило и кога. Мораме сепак да кажеме дека под ридот извирала вода и истекувала како поток низ планината и дека поради водата многубројно шумско население живеело по целиот крај околу тврдината. На изворот и потокот се прикрадувале поединечно и во глутници волци да пијат вода или да бараат плен. Исто така предпазливо се прикрадувале и подмолни лисици, а лете, штом би припекло сонцето, долетувале цели јата птици да се искапат во потокот. Доаѓале тука и плашливи срни и најубави елени, а над планината, во сината висина, од утро до мрак стражареле орли или јастреби. И кој знае колку несреќи се случиле тука, колку жртви ли паднале. За тоа би можела да ни раскаже само планината. Но таа добро ги чува своите тајни и ние никогаш нема да дознаеме се. Ние можеме да дознаеме само нешто. Затоа да ја оставиме и натаму да ги чува своите тајни и да се вратиме на нашиот мал јунак, што токму почна да оди на училиште и уште дури немаше насетено какви искушенија го очекуваат во неговиот живот и во неговата родна планина. Неговата мајка, како и сите мајки на светот, непрестајно пазеше на него и често го предупредуваше. Тоа е забрането јадење, тоа е отровно јадење. Не приближувај се до водата, ќе се удавиш. Чувај се, внимавај. Таа пролет во шумата не беше ни малку необично. Понекогаш паѓаа краткотрајни топли дождови, понекогаш дуваше ветер развигорец. Понекогаш пак црни облаци се спуштаа до самите врвови на елите и почнуваше страшна бура. Целата планина тогаш се тресеше и нигде во неа не беше ни сигурно, ни спокојно. Ветрот корнеше од земјата и цели стебла, откршуваше гранки, трештеа громови и болскаа заканувачки светкавици и се живо во шумата се тресеше. Опасноста беше подеднаква за сите и во целата планина не можеше да се чуе ниту глас на ѕверка, ниту глас на птица. Само кога ќе стивнеше бурата и сонцето одново ќе почнеше да надзира, ќе оживееше и планината, а од дупките, пештерите и многобројните други засолништа се извлекуваше шумското население. Но за среќа, бурите не беа чести. Повеќе имаше убави пролетни денови, кога планината се полнеше со гласови и шумови, кога беше полна со мирисба и веселба. Нашиот пријател растеше и ја поминуваше својата пролет безгрешно и весело, бидејќи неговата мајка беше добра, затоа што правеше се нему да му биде добро. Тој уште не знаеше ни кој му е пријател, ни кој му е непријател,
Тој не знаеше дека опасноста демне на секој чекор и дека во шумата владее законот на посилниот. Но мајка му знаеше се и го подучуваше полека и со трпение. Најнапред, тој требаше да го совлада јазикот на својот род, јазикот на срните, но тоа не беше доволно. Мораше да се запознае и со карактерот на шумата. Мораше да ги научи гласовите на многобројните животни, говорот на птиците, а особено на оние што креваат тревога кога во близината ќе се појавеше некое опасно, непожелно суштество. И така разбра дека планината има своји стражари, прикриени во крошните на дрвјата, во грмушките и во тревата, стражари што следат се и се гледаат. Првите денови, додека уште беше слаб и додека времето го поминуваше само во засолнот под лозата, неговата мајка скоро и не се одмараше. Таа постојано ги наслушуваше гласовите и шумовите во планината. Често му даваше знак да биде мирен и излегуваше од засолнот да погледа по околината и да го испревари непријателот ако се појави. Понекогаш се враќаше смирена. Понекогаш се враќаше уплашена и тогаш обајцата долго, без глас и шум, мораа да чекаат додека опасноста да мине. Понекогаш пак, кога непријателот ќе се појавеше сосема близу, неговата мајка се служеше со потмолност и се впушташе во опасна игра. Таа знаеше, ако непријателот го открие нивното засолниште, незиното дете, кој уште не може ни да оди како што треба, а камоли да трчка и бега, ќе биде изгубено. Во таква ситуација имаше само еден избор. Сама да се открие, да го измами непријателот и да го отстрани далеку од нивното засолниште. И го правеше токму тоа. Во планината тогаш почнуваше смртоносна игра и трка, чиј исход никогаш не можеше да се знае, како што не можеше да се знае ни колку ќе трае. Се зависеше од тоа каков непријател срната заведувала, пред каков непријател бега. Најчесто тоа беа волци и лисици, понекогаш диви мачки, понекогаш и кучиња скитници. Не е тешко да се погоди како се чувствувал нашиот малечок додека чекал да се врати мајка му. Ни малку згодно, нели? Но, ако би го рекле само тоа, не би кажале речиси ништо. Бидејќи, неговата мајка можеше и да не се врати. А можеше да се случи и нешто друго. Можеше да се појави и друг непријател и просто да го грабне и да го однесе. Кој знае што уште не можеше да се случи. Се плашеше од се. Шушнување на лисијата што можеше да го предизвика најмала птица, шушнување во тревата што можеше да ја занише или гуштер или некој голем бумбар. Му се чинеше дека сите и најлутите се собираат околу неговото засолниште и дека одеднаш ќе го нападнат. Му се чинеше дека за секое стебло, од секој грм, од секоја крошна и лисија демнат нечии очи, а тој ниту смееше да се помрдне, ниту пак да пушти глас. Се тресеше од страв како сува трска на ветер, плачеше нечујно. Сепак, се заврши среќно. Мајка му се враќаше уморна и јадосана, но штом ќе видеше дека незиното дете е живо и неповредено, забораваше и на умор и на се, освен на него. Тогаш таа долго и нежно го милуваше, тогаш долго го бакнуваше и тој сега плачеше не од страв, туку од среќа. Имаше добра мајка, имаше благородна мајка. Тој веќе знаеше, кога е мајка му крај него, нему не може и не смее ништо да му се случи. И никако не можеше да свати зошто не ги оставаат намир, па тие никого не вознемируваа, ниту напаѓаа. Тие живееја повлечено во своето засолниште и никому не му пречеа. Им доаѓаа во посета само ситни птици,
Доаѓа и весели пеперутки што се обидуваат да играат со него и тој со нив. Тие денови живееше во засолништето и неговиот татко. Красен срнец, тој имаше цврсти и остри рогови. Но тој тука се чувствуваше како гостин и не беше особено љубезен ни спрема своето дете, ни спрема неговата мајка. Често одеше некаде, скиташе по шумата и се враќаше лут и изморен. Под лозата скоро постојано спиеше, не дозволувајќи да го вознемируваат и разбудуваат. Кога изгледаше дека таткото е со добра волја, малечкиот му приоѓаше со намера и со него малку да си поигра и забави. Но, без оглед на сите ѓаволштини што ги изведуваше и поради кои мајка му го даруваше со бакнежи, таткото остануваше студен и неподвижен. Само понекогаш ќе посегнеше да го помилува и тоа беше се. Заедно не останаа долго. Еднаш таткото отиде и веќе не се врати. Што се случило со него, тој никогаш не дозна. Дали талка некаде далеку, или станал жртва на некоја граблива цверка, остана за навек тајна. Кога на малечкиот нозете му зацврсна, кога почна да трча и да скока, мајка му почна да го води со себе на пасење. Одеа таму навечер, пред зајтисонце, кога шумата се смируваше. Одеа таму и во зазорување на денот, кога шумата се будеше од нокниот сон со птичја песна и со стотина други знајни и незнајни гласови. Тоа беа неговите највесели часови, бидејќи таму на бујните и светли планински ливади пронајде своји врсници и првпат всушност почна да си игра. Како што неговата мајка го доведуваше него, така и други мајки ги доведуваа своите деца и ги пуштаа да се наскокаат и забавуваат до мила волја. А на децата, како што е познато, не им е потребно многу ни да се запознаат, ниту пак да почнат да играат. Простор имаа доволно. Тревата беше мека и полна со миризби. По играта ги чекаше одмор. Па што можеа повеќе да посакаат. Се бркаа малите срнци и малите срнички едни со други, се валкаа и се криеја во тревата, изведувајќи 101 ѓаволија. Понекогаш ќе дојдеше до кавга. Тогаш ќе појдеа кај мајките да им се пожалат или пак мајките доаѓаа да ги раздвојат и измират. Така нивните караници секогаш беа краткотрајни и секогаш се разделуваа како добри пријатели. И тука, на ливадите, мајките ниеден момент не ги испуштаа од вид своите деца, зашто опасноста и тука непрестајно демнеше. Не можеше да се знае каков непријател се прикрадува низ густите честаци или низ тревата, дали од планинските врвови тргнале во лов сивите орли. И штом ке почувствуваа и најмала опасност, мајките креваа тревога. Брзо ги прибираа своите деца и го прекинуваа пасењето. Понекогаш тоа беше само предпазливо повлекување во шумата и во засолни, без голема брзина. Понекогаш пак тревогата се претвореше во страшна трка низ шумата, во трка што не беше лесно да се издржи. Тоа беа тешки испити за малите срни и срнци, но тоа беа истовремено и добри испити, добра школа.